зборуваме за младите, за одржливата мобилност и зашто младите се вклучени за да ги направат потребните промени. Од каде да тргнеме, ако не во инвестиција во младите? Зарем не? Со нас Мила Јовановска од Go Green. Добро утро и благодарам на прекрасната најава. Мила, одржлива мобилност. Ајде народски да објасниме, да стане појасно што е одржлива мобилност. Одржлива мобилност, значи прво мобилност, да кажеме дека е движење на луѓе и стоки добра, значи нашето движење секојдневно од една точка А до точка Б, а одржлива, самиот збор, значи мобилност или превоз кој што не прво и штети на животната средина и го подобрува квалитетот на животот на луѓето. И сега има една пирамида, вака сега некој ако отвори на Google или знае или може би сака да дознае повеќе, вели што е прво во одржливата мобилност. На прво место се пешаците. Значи, тие ни се најважни, најдобри услови да има за нив, потоа е микромобилноста, сите оние велосипеди, тротинети, нели, и понатаму е јавниот превоз. Кај нас најчесто, нели, тоа е автобусот. И потоа... Толку се условите? Тие се условите, добро и тоа што го имаме. Точно. И на крај автомобилот. Бидејќи, сепак, тој е оној што најмногу загадува и штети на безбедноста исто на другите учесници во сообраќај. Може би оваа пирамида сака да даде една друга перцепција дека можеби треба да го замениме автомобилот. Дефинитивно. Со алтернативниот. Дефинитивно, мислам, развојот на технологијата или покачувањето на, ние го велиме моторизацијата, односно многу повеќе возила и автомобили имаме на улиците, отколку што нашите градови имаат инфраструктура да ги примат. Мислам, има една сликичка во еден автобус 50 на луѓе како се возат и колку зафаќа. Мислам на една улица, замислете еден автобус, а замислете на истата улица во 3 ленти 50 автомобили со по 1 до 2 натре. Значи, тоа е тоа што сакаме да го смениме и да ги научиме младите уште од сега да и кои ќе пораснат и кои ќе имаат можност да бидат возачи, пред се да одберат друго превозно средство отколку автомобилот. Добро, можеби и вклученоста на младите е токму таа како клучен фактор за промени, каде започна овој проект, колку града беа вклучени во државата и најважното, да речеме, како младите се вклучија. Со оглед на тоа дека сме дигитална ера, дека има многу достапност и до информации, но исто така и сме една ера во која што брзо сакаме да стасаме од една до друга дестинација и многу ни е јасно како можеме да го сториме истото, ама ајде да слушнеме тебе во пракса како беше. Прво да кажам за Сдруженијето Go Green, значи веќе 13 години ние работиме на неформална едукација, образование на младите, особено наш фокус е средношколците. И сега тоа е секогаш на теми поврзани со одржлив развој, климатски промени, и во нистекот на годините, зависно интересот на младите, секогаш ја бираме таа тема што е актуелна. И за младите, меѓутоа и за политиките локални, затоа што сакаме младите да ги научиме на алатки и начини кои што може да ги искористат како граѓани, како дел од нивната заедница, од нивната општина, да влијаат на тие политики што се... поголема достапност до тие. Да. И сега, да, дигитална ера е, младите се информираат преку социјалните медиуми најчесто, меѓутоа не и за овие теми. И ја немаат таа пракса, например, која што ние им ја нудиме преку овој и други проекти, значи во текни се неколку, кои што ги учиме на овие граѓански демократски алатки за да се застапуваат за некои поодржливи, позелени решенија во нивните општини. Конкретно за одржлива мобилност, проектот се нарекува Младите за климатска акција и за одржлива мобилност во Прилеп, Куманово, Гостивар и Скопје и е поддржан од владата на Шведска. И сега што направивме таму? Ние преку нашата мрежа на школи, на млади, на организации со работници, проследивме во повик кој сака да научи за одржлива мобилност и за еколошки активизам да дојде на еден камп. И во јуни месец имавме еден камп каде што верувате, значи младите
многу повеќе сакаат да се дружат колку да седат на социјални медиуми, само ако имаат таа можност. И затоа е добро и го гледаме ние, мислам, тие што директно работиме со нив, младинските организации или наставниците, прашајте ги како им е на младите кои ги однесат во нешто што е надвор од нивното секојдневие. А тоа е камп каде што заеднички учат што е еколошки активизам. Значи, тоа е јас активно да се залагам, да читам, да следам, да работам, да зборувам на еколошки одржливи теми. Ние ја одбравме темата одржлива мобилност. Зошто? Затоа што, според една наша анкета, младите најмногу се интересираат и најмногу ги засега отпадот, транспортот, мобилноста и отпадот, транспорт, мобилноста. Третата тема ми ја изумив. Ке ми текне Добро, на дополна подоцна, меѓутоа беше мобилноста тука клучна. Бидејќи за отпадот веќе имаме доста активности, ајде да видиме малку да се зајакнеме и да зборуваме за мобилноста. Односно за транспортот. Тие не се возачи. И баш како пешаци и велосипедисти ги знаат проблемите што впрочем оваа група треба да биде приоритетна и да биде со најмногу услови. Поволни услови за движење. Значи, тие како пешаци и велосипедисти, кои што најчесто одат нели до училиште или до најблизиот парк, кафуле, се среќаваат со што значи тоа висок рабник. Рабник е на тротоарот, нели улицата бам-бам што правиме. Да, не можат со велосипед да се качат лесно, или пак со, не знам, ролери, тротинет, што и да е. И тука не е само, тие високи рабници, високи тротоари не се само проблем само за велосипедистите. Значи, тука ги имаме и лицата со инвалидитети што се во количка, мајките со исто колички со бебиња. Значи, тие високи тротоари се навистина проблем за оние кои што треба пеш или на тркала, немоторизирани да се движат во безбедно да се движат. Безбедно да се движат, затоа што да застанеш, па да го качиш, па да продолжиш, сепак не е исто. Понатаму тие знаат и се среќаваат со оние предизвици каде што има велосипедска патека, па нема, па треба да бидат како оние, знаете, планинарски велосипедисти со екзибиции, да се снајдат додека да стигнат до некоја преживеат па до друга поволна велосипедска патека или налик велосипедска патека. И тие проблеми се чини дека урбанизмот ќе остане долгогодишен проблем и дека и новите кои што се реконструираат улици и нови тротоари се со таа висина. И тука проблемот е затоа што тие што го одлучуваат тоа на прво место го стават автомобилот наместо пешаците и велосипедистите. И сега тоа сакаме да го влијаеме. Да им младиве најдоа точки на кои што како ќе влијаете? Ева вака, значи Прилеп ги седнавме на маса, сите беа седнати, тука Костивар, тука Куманово, Скопје, Прилеп и маса по маса, ајде дечки да видиме што е тоа што едно нешто, значи дајте на едно нешто, на една улица, на една дупка, на еден тротоар да се фокусираме. Значи да не се расплинуваме, сакаме Прилеп или Скопје да биде велосипедски град. Дајте да тргнеме од едно нешто, реално. Младите во Прилеп ја означија улицата Прилепски бранители како предизвик, односно како неповолна за одржлива мобилност. Тие поднесоа едно барање од 3 страни. До локалната самоуправа? До локалната самоуправа, до секторот за урбанизам, до градоначалникот, до локалниот младински совет. Сите вклучени. Значи сите тие што треба да действуваат на тема. И што се случи со тоа барање? Чекаме одговор од општината. Чекате одговор. Колку време чекате одговор? Па некој месец дена сигурно е поминат, за тоа време младите прават добро, вратени се веројатно од одмор. Сигурно им е дојдено барањето на нели предметот на маса. Мора да одговорат, значи законски имаат обврска да одговорат, меѓутоа во меѓувреме младите преку локални акции, значи герила акции, тоа се оние акции што предизвикуваат внимание на сите посетители. Да, што може да испратат порака да се разбере. Со некои интересни видеа, исто така на социјални медиуми го прават тоа прашање поприоритетно. Малце внимание да се сврти кон тоа прашање, за да може локалната самоуправа уште побрзо, ајде да речеме од законскиот рок, да одговори на тоа барање. Се надевам, Мила, дека ќе успеете со
ваквите подвизи и во другиве градови планирате да го проширите ова? Така, значи сега во Скопје, например, се бара на улицата, на булеварот Трета македонска бригада. Добро, разбирливо. Тука има многу средни училишта, значи од Хемиското, Марија Скириско, Доска до Раде Овчевски Корчагин на крај на булеварот има доста средни училишта кои што, значи тука тие ученици излегуваат од автобус, одат да се купат уженка, ручек, одат потоа после школа, после училиште во кафич или нешто слично. И тој булевар има многу неповолни услови за пешаците и велосипедистите. И меѓутоа тука не станува збор за простор и инфраструктура, меѓутоа за зеленило. Бидејќи во летниот период е навистина неиздржливо да се движат пешки. И тука младите од Скопје бараат зголемување, односно нови садници на зеленило, како што тој булевар не би бил би направил природни сенки. Ете така, Благодарам за гостувањето и се надевам дека вакви ќе имате уште повеќе проекти, дека секој град ќе биде вклучен, дека нема да биде изоставен, затоа што не се само овие градови. Така. Значи, се надеваме и ние на тоа, откако целосно ќе се изреализира законот за младинско учество, бидејќи тука сите општини треба да оформат ни своји локални младински совети, каде што младите преку тие локални младински совети ќе може за било кое прашање кое што ги засега да действуваат. Ние работиме на одржливи теми, на теми поврзани со животната средина, климатските промени, меѓутоа има многу колеги и организации кои што сакаат навистина младите да ги задржат во ова земја и да ги направат утре, и ние исто сме во таа визија свесни граѓани. За да Тоа треба главна цел да не биде